Месокастрани, како и милион мажи на планетата Земја, не останале имуни кон најважната споредна работа на светот – фудбалот. Страста кон играњето фудбал се гледа од една традиција долга повеќе од 5 децении, наречена Великденско дерби. Генерации месокастрани учествувале во играње на фудбалот на овој турнир, а преку укажувањата на Стефан Здрависки Циро и Здравко Чорбе, долгогодишни учесници на Великденското дерби, ќе дознаете како настанала оваа традиција и како и денес таа продолжува и се слави. Месокастрани се гордеат со една нивна традиција, поврзана со најважната споредна работа на светот – фудбалот. 5,5 децении одржуваат фудбалско дерби на Великден. На овој голем христијански празник, покрај тоа што се слави Христовото воскресение со црвени јајца, се игра и се гледа фудбал, гласно се навива за двата табори, секоја составен само од месокастрани. Играта со топка ги поврзува и не даваат во играта да им се приклучат играчи од другите охридски мала. Едноставно се слави животот, другарството, спортот. Фудбалскиот турнир се одржува на спортското игралиште во близина на училиштето Свети Климент, без разлика на временските услови, некогаш и по дожд и по снег. За традицијата, страста со која се подготвуваат и како што велат живеат за овој фудбалски празник, раскажуваат Стефан Здрависки, Циро и Здравко Чорбе, долгогодишни учесници на Великденското дерби. Стефан Здрависки Циро, поранишен фудбалер на ФК Охрид и голгетер, си приспомнува за неговото вклучување на Великденското дерби во далечната 1960 година. Јас кога започнав, имав 14 години, имав чест и привилегија да играм со најголемите фудбалери од Месокастро. Долу беше Љупчо Василев Саричко, Николче Наумов Попчето, Кире Мостро, Круме Мостро Пурата, Кичеевци, Нома Маленко Номата, Бошале Спире, Спирка и останати навистина добри фудбалери. Значи тие беа така да речем мои учители и они научив доста да фудбалот и општо за живот. Покасно дојде Владко Димитров, професор по физкултура, Лјамбер Наудов и негде тука сум јас со годините. Здравко Чорбев пак се приклучува на дербито пред 30 на години. За него е интересна приказната што е единствениот варошанец кој има привилегија да игра со месокастрани. Стално се кршат копија околу таа работа. Значи јас сум негдека вклучен 80-тите години. Ние сме другари од деца и фактички спортот нас не спои. Значи овдека учевме во ова школо по старото Свети Климент Охридски и стално по турнири, фудбали, меѓуоделенски, она така се сближивме и се најдовме сите со исти карактер. Значи фудбалот нас не сближи. Јас сум и месокастранец и варошенец, сега ќе ви кажам зашто. Тоа е така, ако ја знаете, значи Варошов, стариот дел на градов, има две порти. Една е горна порта, другата е долна порта. Баш на долната порта, кај што е Антико, од Јонче Стружан таму од Бонката, е едната кула, наспроти нејзе куќава моја кај што е другата кула. Значи тука била долна порта. И фактички кога ќе влезете кај мене во куќава, две соби се Месокастро, другиве две се Варош. И сега зато другаров кажа, рече кога ќе за Водици, јас си скокам за Водици, тога сум Варош, кога ќе дојде за фудбал си сум Месокастро. Тоа е едната работа. Другата работа е, значи Месокастро немет игралиште. Тие Варошов се затворат со тврдината и немет тие влез никаков, кај ќе играат фудбал. Таму е тие кога ќе излезеш во Месокастро, наиста надморска височина е со велесто. Прво што ќе видиш велесто го гледаш. Значи луѓе во малу да ги социализираме и фатија врска преку мене да најдат игралиште. И така си почнаа да идат тука и мора да ме примет. Значи ова е мала шала, али од 80-тите години ние ево со Стефчо и можам јас да ги спомнам и многу луѓе, игравме мал фудбал и то игравме и по турнири. Što si to zamisleno, kraj jezera
За започнувањето на традицијата Здравески си припомнува. Све почна некако спонтано, мислам. Младоста, детството ни помина покрај црквите. Така да не речам сите, ама најголемиот дел на северници. И обично за Велиден се беревме пред црквата. Тука во почетокот ни беа други цели, се паликос и така во подоснешните години почнаме се да кажуваме едни наспроти други. Значи почна Горна Мала против Долна Мала. И бидејќи бевме добри другари, добри соседи, добри комши, немаше како да се обрачунаме, да речам. И го закажаме тој првиот турнир, за жал јас не учествував, јас учествувам од 70-та година. Значи го закажаа тој првиот турнир 60-та година по опклада од 3 јајца. Многу работи кои се случуваат во животот остануваат трајно врежани во сеќавањето. Така и со првиот фудбалски настап на великденското дерби, напоменува Здравески. Почнав да играм во второто полувреме, ме викна Кире Мостро, така речемо бев негов пулен, миленик, и излезе, тој ми викат влези на место мое. Јас жив, среќен, така настапив, тоа беше мојот прв настап на овој тред. Не е тоа турнир, него тоа е дерби, фактички. На великденското дерби учествуваат само месокастрани. Приклучување во играта од останатите охридски мала, месокастрани не дозволувале и тоа останало и до денес. Сите беа од Месокастро и повремено некои од другите градови, но немаше другите населби како Кошишта и да речеме Варош, иако во Варош имаше изварени фудбалери како Митко Симонче, Томе, Жиле, Масло и легендата на Алфа и Омега фудбалот Кире Заро. Меѓутоа, ние сакавме тоа да љубоморно го чувавме за нас и сакавме да остане само наше, да прославуваме, а и мимо све имавме и голем број на деца. Немаше куќа кој имаше помалку од 3 деца. Така да имавме екипи и никој пат не стравувавме дали наредниот турнир ќе биде откажан, изигран и така. Великденското дерби се играло според повеќе поделби на играчите. Најчесто биле противници жителите од Горна и Долна Порта. Нада Филева е најгорната улица, Боро Шаин делит кај Средна Порта и Горната улица е Клименска. Ова е овде под игралишево. Значи тие се тие улици, а Горна Мала беше од улица 11 октомври, тогаш на река Места, сега Бранко Шотра, и 11 октомври кај Пенчиновци и Нада Филева, Владче Димитров и останатите Спире, Терзијановски, тој беше добар фудбалер. Чорбе шеговито напоменува дека тимот на играчи се составувал испоред возраста на играчите или навивачките страсти кон вечните фудбалски ривали Црвена Звезда и Партизан. Ке се навратам јас порано, тие уште 80-тите кога почнав, имаше една символика како да се делят да играт, тие покрај што велат Горна, Долна, Мала не е точно, појасно што го знам, тие беа навијачите од Звезда и навијачите од Партизан. И стално меѓу нив постоеше едно ривалство. И стално победвеше Звезда. Потака почнавме да играме стари млади. Сега сме ние во тие повозрастните, да не речам старите, зашто имат и постари од мене. Стефан, ево да речам. И сега, кога да играме, значи на секое дерби утакмица, ние победвиме. Нема, значи не младоста, не може никој да не победи. Што вика Стефан, тој е добар фудбалер, бивши на ФК Охрид, голгетер беше на Македонска лига. И вели, на фудбал трчат, фудбалерот што не знае да играат. Тој што знае, значи, со ум играат, так, и значи стално ги победиме. За изборот на играчите Здравески напоменува дека немале посебни критериуми.
Немавме некои критериуми, немавме ни принципи. Едини принцип беше да е член од Месокастро и да знае нормално фудбал игра, мада што не мораше многу да знае, мораше многу да се бори. Така да настапува можеби 90% од полнолетните членови жители на Месокастро, машки деца, меѓу кои мислам дека најстар на тој турнир жив е Ангеле Куртелов. Значи немаше никаква потреба од селекција, така да обично излегувавме од колегијалност, од ферплей, доколку некој се замореше, ќе излезеше, ќе влезеше друг и така. Во сите изминати години не отстапувале од единственото начело со кое и започнале да ги одмеруваат меѓусебните фудбалски вештини. Единствен услов беше да бидете од Месокастро. Тоа беше то. И јас преска реков, тоа не значи дека ние бевме најдобри фудбалери, напротив, имаш многу подобри фудбалери, меѓутоа ние не игравме за такмичење. Во почетокот игравме зајца, па потоа кога дојдовме самостални со пари, дававме сите пари, купувавме скари, па вино. Фудбалското дерби го играле на спортското игралиште во близина на основното училиште Свети Климент Охридски. Дербито се играше на ова игралиште. Значи ова беше игралишето кое е врзано со многу случаи. Во почетокот беше до тука. Пред да бидете Скопини, не знам, вие сте помладни, се сеќавате, меѓутоа беше до тука и беше од земја. И игравме тука, а малите играа на малото игралиште кај однас зад метеоролошкава станица, помалите деца некако ова дете тука и чекаа паузи или некој да викнеме ако немаше да дојде да заземе место и така. Меѓутоа се случи да се асфалтира тоа игралиште. Се изврши и Скопини, се асфалтира и сега еден Великден требаше да играме на ново игралиште со нови патики, секој пат се радувавме Великден и за патиките, тоа беше дел од целата фешта. Значи на ова игралиште сега кај што се нажиме, на ден неделја, некаде ние се бериме околу 10:30 сатот, до 1 сатот сме тука ние. Значи со сите манифестации. После утакмицата следви дружење. Што значи тоа сега? Постојано имаме ние и кумови. Значи секој кум носи јагнина. Секој од играчите, учесниците носи јајца по 5-7, секој према можностите. Имат сокчиња, алкохол, пиво, едно друго и се слави. Значи тоа е едно обележување и себе ја што викам на тој ден да се собери да гледа. Значи за мене е голем доживење. Спортското дерби низ годините привлекувало и гледачи. Многу членови од семејството, пријатели го следали фудбалскиот настан и навивале. Значи немаше куќа, немаше семејство во Месокастро, што немаше по 3 деца. Тоа е запишено во книгата на Ангеле Гроздановски, писател, учител беше во Братство, школано. Тој запиша кој од каде е, меѓутоа знам дека најде просек дека над 3 деца секој семејство. Со тоа сакам да кажам дека немаше проблем да дојде секој дете, значи идеја постарите да гледат, помладите и да му се пружи шанса да влезе да играт, така да секој пат овие трибини се Гласот твој е ангел. Со каква страст го очекувале секој великденско дерби, откриваат и Здравески и Чорбе. Имат случаеви и времето кога не било убаво, пак сме се снаживеле. Имаме за Великден играно и на снег. Имало и снег. Имаме играно по дожд. Имаме исто така од голем дожд замолено
Лјупчо Тасевски да ги земи клучовите, салата имат отворено, имаме внатре играно. Значи мора да се одржи овој турнир и све му предаваме на поколенијата, ама уште ние не се предаваме и ќе победиме до крај. Со самото почнување на Великденскиот пост, ви реков преска на големиот дел од нас е и духовно посветен овој празник, така да со самиот почеток ние разговаравме за фудбал фактички, кој ќе играт, што ќе играт, как ќе се играт, кој ќе во последниве години веќе имаме и кум, одберуваме кум по двајца кумој, зашто не може да многу души се заинтересирани, многу души саке да бидат кумој и затоа секој година решиме да биде по двајца кумој. Меѓутоа сакав да кажам дека сите тие 49 дена, 7 недели се зборуваше како ќе биде, што ќе биде, кој ќе играт и живеевме, буквално живеевме за фудбалот, за тој ден, за дербито на Великден. За мене прво тоа е еден надпревар, не е значи турнир. За мене е доживљај што дерби што не можам, значи и самиот празник Великден кој ќе дојде, за мене символиката ми е покрај јајца и друго што е и воскресението Христово, за мене е фудбалот. Значи јас се спремам сите денови, кој што кажа и Стефан, ние уште в црква од вели четврток, вели петок и сабота на Христос воскресе, сите си оден, ние остануваме во црква, се договараме за другиот ден. Значи за нас е овај празник. Тешко ми е да те слушам јас, срце имам едно. Здравески и Чорбев посебно ги издвојуваат случувањата и анегдотите поврзани со турнирот, кои им се во пријатно сеќавање. Она што ви кажав дека секој си имат свој прехар. Од Владко покоен, татко му и тој покоен, се викаше Борис Мочко. Значи сите Василевци во Варошов ги викаат Мочковци. И нас ни фалеше уште еден човек за да почне, тоа беше раните години. И ние му велиме на едно од децата, ќе одиш кај Боре Мочко дома, ќе му викниш, зашто Владко ќе спијат, ќе викниш Чичко Боре, значи ќе одиш кај Боре Мочко и ќе викниш Чичко Боре за да го стани син му да дојде за да играме. И тој и таму му викал Чичко Боре Мочко, Чичко Боре Мочко. И овој му излегал, шо е бе серко еден, му рекол, абе Владко да го викниш фудбал да играе. Јас како член на тогашен ФАК Охрид, петокот на тренинг го замолив Стефан Лешчар, му викам, молим те ќе играме на ново игралишче, доколку си во можност со реверсна лопка да ми даеш, нова лопка, немавме лопки, за разлика од се, за да изиграме. Со недоумица, вака, дали ќе ми ја врати, ќе ми ја дупнити, не знам што, меѓутоа се смилува човекот и даде. И дојдовме овде да играме, настане една ситуација каде голманот Климо беше фаулиран, на сликата, тој легенда, иначе еден од најредовните фудбалери, морам да кажам. Беше повреден, се даде гол, тие вика гол, ние не сакавме да го признаеме. И тој ја зеде лопката, ја пикна подрес и избега. Избега кај Антички театар. Трчаме по него, Климо врати се лопка, а немаме друга да продолжиме да преварат. Климо врати се, Климо не се враќа никако. Ајде дојдовме долу да го кандисиме, Климо, молим те вака и вака да ја доиграме такмица, нема да му го признаеме гола. И се смилува некако, ама цело време нервозен. Заврши такмицата и сега ние викаме дека на нив им рековме ви го признаваме голот, само не кажвите му на Климо ради да играме. А Климо цело време си број нерешно и заврши такмицава нерешно. И сега ти вика не играме, голот го признав. Абе како му викаме да продолжиме? Не. Никако не, и тогаш Климо прв беше во право, ја зеде лопката, ја шутна ваму преку Калево долу Кошича. Една трева довде, лопката земе на реверс од ФК Охрид. Така да 2 сати ја бараме најме лопката и така, и тоа беше една од гафоите. Меѓутоа прв Климо рече, убаво ви направја, кога попушчате, убаво ви направја. Прекариве, Климчо Дженани, тој се презива Климчо Фармаковски. Играше и тој тука, значи кој немат играно? Ванес Ливана, тие Маленковци. И сега исто Климо, му вика Ставрески, му викаме, викни го, заш не го вика Климчо Дженани да дојде. Абе Мушупев викаат, не идат. Значи Охридски збор Мушупев, а Шупеј не да шупиш, то никој немој да го слуши. Мушупев, ама не дојде. Баш на ова место овде, дававме сите по сегашни од прилика 100 денари
имаше скара, имаше нотенеки украдено од кај долу од Лимерџиве и на него и печевме колбаси. Скараджи секој пат беа, и на сликата е тука, Иван Куртелов и Владко Василев. Тие беа померакли, пој ке разбира и праја. Сега една година се одолговлечи, мислам, утакмицата, за се играше 6 полувреме, 12 победа. И ти овде прајат, и како што и дале луѓе, нормално, да земам Чишко Иване деца, но колбак ќе земи, други да земам, земи. Заврши такмицата, идаме овде, Иван седнат, малку понапијан, до него Владко сед, и идаме ние, иде двајца од поразенава екипа и му викаат, аве што си напел, кога го цусна виното, а тие не пија само така да најдат причина за кавга, за да се истуше некаде. И други гледа вика, ви пак и 2-3 колбаси оставил. Се чуди човеков са, што не сум јас крив што изгубивте. И му вика, не, леле за колбасите, рече, жал ми падна, и тука е митролошката, може да ќе видим и сега, стално имат куче. И вика, дојде куче на митролошката, ги фати, рече, јас не ги имав одделено, кој што ми ги даде Трифун Касапов, рече, ги зеде, избега таму, рече. Да ги откачи луѓе да ме чуе. Ови уште не свашче што ова куче ќе дојде ќе земи, едниот да се направи поголем мангус. Врзано е куче на бивче што нема миш. И се врти тој гледа вака, вика. Абе, кој дојде овде, отпушчено беше. Ама кој виде вас како чадит од нервоза, само се врза. Срце имам, но ке изгасле. Здравко Чорбев раскажува како фудбалот ги сплотува. Едноставно вели, месокастрани се чувствуваат како браќа по фудбалот. Страста кон оваа игра споделуваат на спортските терени, но и во меѓусебната дружба која трае повеќе од 3 децении. Дружењето е значи цел живот. На времето покрај овој турнир значи имаше во Охрид сите кафани, хотели работат до 1 сат од максимум. Ние ова друштво целово, значи цел живот јас сум со нив и ги осеќам како браќа само што сме од различни татковци и различни мајки. Фудбалерите од Месокастро не ги забораваат своите драги пријатели кои веќе не се меѓу нив, а оставиле своји траги на великденското дерби. Да ги спомнам многу покојни што играја, тоа се од Куртеловци, Диме, Иван Куртел, Кире Мостро, Владко Василевски Пурикот. Тука ќе застанам. Значи, Владко Василевски Пурикот погина кога го најде еден давеник 80-тите години, 86-та година беше, го најде давеникот и сакаше да заврти глисерот да го носи детето да го спасет, ама тоа веќе беше починато према Охрид. Така го испресече него и така ни остана тоа, значи и тој играше со нас фудбал. И сега си имавме ние секоја година традиција. Значи пред да ја почнеме утакмицата, ние една минута дававме со ќутење слава за тој наш другар, што никој па нема да го забораиме. После почнавме, децата му беа малечки, не е битно дали имале, немале, тоа си беше од нас, ке соберевме по некој динарче, сите ке даевме, ке му испратевме, тие ке ни даде на пајнца полна со јајца и така сте. Сега, малу повесело, да ви кажам, такви многу случаи ги имат, исто така покоен Стефчо Чипан, Касапот и тој имат играно, значи Месокастро имаше многу луѓе. Сега да помините во Месокастро за граота е. Секоја втора, трета куќа е празна, нема деца. Ти ке бидеш моја, пак моја. Љубовта кон фудбалот ја пренесуваат и на помладите. Еден од надежните наследници е 13-годишниот Борис Здравески, внук на Стефан. Бидеш моја, пак моја. Како мал сум имал играно некогаш фудбал со на Великден, ама повеќе пати сум ги гледал. Не сум имал шанса да играм. Не знам дали вистина ќе се оствари таа желбата да играме Великден со моите соучесници. А
А за да се приклучите кон оваја традиција со постарите, повозрасните? Само тоа време ќе кажете. Оставаме времето да покаже дали младите месокастрани ќе продолжат започнатата традиција – великденското дерби. Светот останува на младите, а тие треба да се грижат да не сгаснат традициите. Веруваме дека великденското дерби и страста за најважната споредна работа на светот фудбалот ќе опстанат и понатака. Во неделните великденски предпладниња на спортското игралиште кај Свети Климент и понатака ќе се слави животот и радоста заедно со Христовото воскресение.